како успешно да водиме здрав живот и при тоа да имаме добар баланс со килограми. Да се трудиме 80% да биде по пропис, 20% да можеме да се опуштиме. Искрено за секој што не му предизвикува тоа нездрав однос кон храната, би препорачал броење на калории, бидејќи единствениот начин со кој што би можел да се заштитиш од накачување на килограми во текот на животот во секое време. Знам дека е тешко, знам дека одзема време, меѓутоа тоа се случува првите месеци. После тоа јас сега не мора да внесам во апликација за знам колку имам внесено. Исто како што ако сакаш да купиш нешто, ќе броиш колку штедиш, истото и со особено ако сакаш да изгубиш килограми. Би кажал дека е многу битно да бидеме активни. Значи ова и од здравствен аспект, не зборам само за губење на килажа, активност од секаков тип и тренирање за сила и кардио, двете се битни, двете помагаат на различен аспект. Би кажал дека треба да си го слушаме телото во однос на тоа, да не ги следиме трендовите и диетите. Ако ти одговара да едеш 2 пати на ден, избери такво нешто. Знај дека не е до јадењето 2 пати на ден, туку е до целокупниот внес. Тоа што ја прави разликата. Доколку си човек што цело време е гладен, него ни пробувај тоа. Слушај си го телото како реагираш на одредена храна, ако те прави успан, после тоа 3 сати нема поента да јадеш, не ти е неопходно. Истите работи што ги има во таа намирница, можеш да ги внесеш и пред друго. Пример, јас кога јадам овес, ништо не ме буди после тоа. Не внесувам овес, имах како да ги внесам тие работи. Тоа не значи дека овесот е лоша храна. Тоа твоето искуство не исто така. Твоето искуство со одредена намирница или храна не го препишува на некој друг, бидејќи сите сме индивидуални во поглед на тоа. Труди се да внесуваш доволно протеини, да не претеруваш со калории, гледај да што е можно помалце благо, гледај да јадеш што е можно помалце заситени масти, кои што се во изобилие во месни производи кои што имаат многу масти во нив, преработени како не знам, чајна, некои такви кулени, така натаму.